Председателе, добро дојдовте во Битола на уште едно заокружување на успешна година. Каква беше оваа 2022 за велосипедскиот спорт во нашата земја? Прво, навистина ми е драго што вечерва ова се случува во Битола. Градот Битола од секогаш бил голем поддржувач за спортот, особено за велосипедскиот спорт. Традиционално повеќе 75 пат, затоа што Велосипедската федерација датира од многу одамна. На крајот на годината ги прогласуваме најдобро пласираните велосипедисти и клубови. Оваа сезона, впрочем како и претходните, со комплетно исполнета програма, со комплетно исполнета ранглиста, ја завршуваме, ја привршуваме, иако мора да кажеме дека технички таа не е завршена, веќе во недела, за 2 дена имаме велосипедска трка исто така во Битола, но за текот на изминатата година вечерва ќе им ги доделиме признанијата за оние кои што биле најуспешни. Зборува за вашите цели во следната година, што си да цртавте за исполнување? Па нашите цели се секогаш што поинтензивно присуство на меѓународни надпревари. Оваа година не изостана учествата на европските шампионати, имавме добри резултати, исто така следната година гледаме да сме присутни на европските. Светското првенство следната година ќе се одржува во Глазго. Оваа година беше во Австралија, малку беше и проблематично, не само за нас, за многу национални федерации проблематично да се отпатува, имајќи во предвид сите рестрикции. Следната година учество на меѓународни надпревари. Тука ни се и представниците од Македонскиот олимписки комитет со кој што договараме конечно да видиме еден велосипедист можеби во некој од наредните олимписки игри.